Продолжуваме со вториот разговор предвиден во нашата емисија. Дојди, види, вкуси, повеќе од 40 производители, дел од манифестацијата на органска храна која ќе се одржи утре во паркот во општина Ѓурче Петров. Деталите ги дознаваме од нашиот денешен гостин Дејан Арсов од Сдруженијето на граѓани за екологија, органско производство и екотуризам. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата. Добар ден, добро ве најдов. Како што споменавте, Сдруженијето на граѓани Еко Партнерс, Сдружение со цел за промовирање на органското производство, екологијата и екотуризмот во Македонија, утре во паркот во населбата Ѓурче Петров во почеток од 18 часот, четврта година поред ја организира манифестацијата Ден на органско производство и форум за екотуризам. Да, оние што биле во текот на годините знаат дека ова е прекрасна манифестација, сите производители на едно место. Кои се ќе бидат дел од годинишното издание на оваа манифестација? Па, оваа година ќе имаме повеќе од 40, да ги кажам, изложувачи, дел производители на органска храна, а дел се даватели на услуги од областта агри и екотуризмот. Посетителите ќе можат да дегустираат и пробаат повеќе од 200 органски производи и да се запознаат со агри и екотуристичките субјекти во Македонија. Во минатите години беа представени повеќе од 200 органски производители и имавме посетеност од повеќе од 10.000 луѓе на самиве денови од манифестацијата. Да, се чини дека во последно време се повеќе сме свртени кон нова органска храна и ова органско производство? Па видете, првите системски работи во органското производство во Македонија почнуваат во 2000 година. Првата контрола за органско производство е направена во 2003 година, во 2004 година е издаден првиот сертификат за органско производство. Законот за органско производство е донесен во 2010 година. Годиниве назад се бележи раст на продажбата на органски производи во Македонија, но сепак сме далеку од она задоволително ниво што треба да го имаме. Во таа цел, ние како Сдружение Еко Партнерс работиме, но потребно се и останатите институции да работат на подигање на свеста за органското производство, значењето на консумирањето на органската храна и да направиме еден спој како да го искористиме ова наше поднебје за производство на органска храна и да го споиме со туризмот како Македонија. Имаме ли доволно информации за органската храна, затоа што често знаеме да си купиме органски производ, меѓутоа не сме сигурни дали е тоа навистина така? Па за жал, да, кај нас ќе прочитате дека е органски производ, но не можете детално да проверите на самото место во маркетот или на пазарот дали е тоа навистина органски производ. Она што е добро, што постои регистар на органски производители во Македонија, кој што граѓаните можат на интернет да го проверат, па директно да ги запознаат производителите кој произведува и кои видови на производи му се органски, кои што се од страна на соодветни институции контролирани, за кои што поседуваат одреден сертификат. Колку нашето поднебје е погодно за производство на органски производи и може ли да одредиме некој регион кој што е најдобар? Па Македонија со својата местоположба на Балканскиот полуостров има идеални услови за органско производство. За жал, фактот е дека многу мал процент од земјоделското производство е застапено со органско производство и тука стварно треба доста да се работи и да го искористиме тоа. Не само за нас како граѓани кои што редовно консумираме храна од нашите македонски производи, него и да го промовираме тоа, да Македонија биде една од поважните, да кажам, дестинации на Балканот и во Европа, каде што ќе имаме органско производство и да стане еден наш препознатлив бренд. Се разбира заедно со туризмот. Да. Македонија не е откриена екотуристичка дестинација. Што можеме да им понудиме на туристите? Па Македонија нуди веќе во одредени рамки на туристите од областа на еко и агритуризмот. Она што е интересно дека да, после ковид кризата се поголем број туристи повторно се враќаат во Македонија. Значителен број од нив патуваат во мали групи и сакаат да откријат нови неоткриени подрачја на самата држава. Со самото откривање на тие подрачја, нормално тие придонесуваат кон развојот на локалната средина, но сакат и да вкусат локално органски произведена храна. Тука имаме некои капацитети, но нашата местоположба, добрата клима и гостопримливоста на нашето население и како може да помогне да ова стане број 1 туристичка гранка во Македонија, агри и екотуризам. Да, убав е тој спој на, како што рековте и вие, екотуризам и органско производство.
Да, бидејќи луѓето сакаат да поживаат во нашата природа што имаме во изобилие и нормално да го вкусат локалното тука набрано, да го видат самиот процес каде се произведува, како се преработува понатаму и да уживаат, да речеме, скини го, касни го концептот. Каде најчесто сакаат да патуваат туристите кога ќе дојдат тука во нашата држава? Имаме такви податоци? Па, ја не располагам со советни податоци, но оно што во разговори со како туроператорите и останатите даватели на услуги од туризмот, се почесто може да видиме туристи во забутани подречја, мали села, дури некои рурални средини. Да, селото им се никако интересно. Така, сака да видат како архитектурата, така и природата и да го запознаат тој начин на живот што било дека порано. Треба да го зачуваме тоа и треба многу да придонесеме да го зајакнеме. Еко Партнерс преку оваа манифестација сака да ги поттикне и поддржи производителите на органска храна и да придонесе да тие се зголемат и видат во поголем број. Преку други проекти, надвор од оваа манифестација, исто така работиме на едукацијата, односно да на учениците од основно и средно образование подготвуваме проекти каде што ќе го дадеме значењето на органското производство, органската храна и како да се направи спој таму во своите средини каде што живеат, да се поврзе и туризмот со сите овие работи. Да, колку помладите генерации сакаат да учат од повозрастните да ја продолжат она семејна традиција? Па, јас верувам дека сакаат, имаме искуства, тука ги видите и утре на самата манифестација, дека и помлади генерации активно учествуваат во самиот овој начин на производство на храната и дека имаме тука надеж. Да, да си го зачуваме она домашното, затоа што тоа сепак е најквалитетно на нашето поднебие. Така, и да го зачуваме и да допринесеме кон отварање на нови зелени работни места, да ги зајакнеме микро и семените компании. На тој начин ќе помогнеме да ја намалиме миграцијата, бидејќи овој начин на производство на храна и овој начин на туризам и како имат импакт како врз локалните заедница, така и врз малите микрокомпании во Македонија. Да, и се разбира со буквално 365 дена сонце во нашата држава, од прилика некаде 2/3. Над 260, помеѓу 260 така и 290 да. дена. Имаме убави сончеви денови, имаме одлично, и вие споминавте подневје за производство на органски производи. Така, тоа треба да го искористиме на овие полиња и една од визиите на нашето здружение да токму ова го промовираме, поддржиме и помогнеме онаму каде што можеме. Да, уште еднаш ќе ги поканиме нашите гледачи утре во паркот во општина Ѓорче Петров во 18 часот. Така, повелете, нашето мото за оваа година е дојди, види и вкуси. На овој начин ќе можете да дегустирате, да се запознаете со самите производители и да помогнете во промоција на нивните брендови. Благодарам уште еднаш на гостувањето во нашата емисија. Благодарам и на вас, се гледам утре. Се гледам утре, се разбира.